Се уште не е јасно колку војници на Вагнер ќе го придружуваат Евгений Пригожин во Белорусија по обидот за бунт на началникот на платеничката армија против Москва. Но помислете дека тие ќе направат камп на само неколку часа од нив ги алармира Балтичките земји. If Wagner deploys its serial killers, Ако Вагнер ги распореди своите серијски убијци во Белорусија, сите соседни земји се соочуваат со уште поголема опасност од нестабилност. Во такви околности, одвраќањето и напредната одбрана е врвен приоритет. Во јули, Литванија ќе биде домаќин на самитот на НАТО во нејзиниот главен град Вилнус на само 35 километри од границата на новата домашна база на Пригожин, нагласувајќи итноста за зајакнување на источното крило на алијансата. Германија веднаш објави дека трајно ќе стационира 4000 војници во Литванија. Тој ја губи војната дома. Тој не е толку опасен сега. Председателот Бајден рече дека рускиот лидер Путин е ослабен од неговиот судир со Пригожин, што ја прави пошироката закана од Русија и незиниот сојузник Белорусија клучна агенда во Литванија. Што ќе се случи со нуклеарниот арсенал ако Русија е нестабилна? Што ќе се случи ако на власт во Русија дојде некој поголем воин од Путин, а можеби помалку предвидлив? Овие се прашања на кои НАТО треба да одговори. Водачите на НАТО исто така мора да одлучат какви безбедносни гаранции да му дадат на Киев. Ние исто така ќе договориме повеќегодишна програма за да ја помогнеме на Украина да се придвижи кон НАТО, да биде целосно интероперабилна со алијансата. Друга клучна агенда е зголемување на трошоците за одбрана. Само 7 од 30 земји членки на НАТО во 2022 година ја исполнија целта да потрошат 2% од својот БДП за одбраната.